Прво институционална разрешница во Македонија, а потоа, доколку има простор, ќе има реакција на протестната нота од Косово. Македонското Министерство за надворешни работи и трговија во реакцијата наведува дека веќе ги побарале сите потребни информации од истражните органи за целосно расветлување на инцидентот со косовската претседателка Вјоса Османи. Од МНР посочуваат дека помеѓу Македонија и Косово има позитивни и конструктивни билатерални односи и соработка. Напоменуваме дека од страна на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија во врска со настанот веќе се побарани информации од сите надлежни институции. Откако ќе биде направена соодветна анализа на прибраните податоци во непосредна соработка со Министерството за внатрешни работи, ќе бидат преземени сите потребни активности и мерки, а со основна цел во иднина да се избегнат вакви или слични појави и ситуации. Официјална Приштина вчера доцна попладнето испрати протестна нота до македонските власти за брзо расчистување на инцидентот кој се случил на Скопскиот аеродром. Меѓу другото, бараат и ваквите настани во иднина да не се повторуваат. Од кабинетот на претседателката на Косово веднаш по инцидентот упатија сериозни обвинувања кон ТАФ Македонија, а наводниот напад кон претседателката го сметаат како напад кон Косово. Според информациите што ги сподели ТАФ Македонија, ги демантираат наводите од кабинетот на претседателката на Косово дека нивен вработен се обидел да и го одземе телефонот. Насоките за Османи биле дека членовите на делегацијата морале да поминат стандардна безбедносна проверка, а исклучоци од стандардниот безбедносен преглед важело само за официјални гости на владата на Македонија, зашто операторот на аеродромот добива официјално известување од МВР. Имено претседателката на Косово не била во официјална посета на земја, току само транзитирала пред да фати авион за Љубљана. Барањето на службеникот предизвикало жестока реакција од страна на обезбедувањето на Османи, а половина час подоцна и од обезбедувањето на Африм Гаши, спикерот на Македонското собрание. На крај багажот го поминал скенерот и авионот полетал со задоцнување. Од МВР го потврдија инцидентот и како што соопштија, веднаш бил известен одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди и во координација со ЈО за гонење организиран криминал и корупција се преземаат мерки за расчистување на случајот.